Вака, пред да продолжиме со точките, односно со предметите што Кате треба да продолжи да ги реферира денеска, ние би сакале како Државна комисија за спречување на корупција, особено сега би го ставиле акцентот на судирни интереси, да ги потсетиме сите новоизбрани советници, градоначалници и така останати функционери за некои специфични одредби од нашиот закон кои што укажуваат на спречување на судирни интереси. Ова особено што потекнува и од предметите кои што сме ги работеле поврзани со оваа проблематика. Значи ќе кажеме кои се одредбите од законот и како соопштение ќе го истакнеме на нашата веб страна за да биде подостапно на медиумите. И од друга страна ќе се осврнеме и на некои предмети кои што не предмети него појави кои што најчесто се случуваат во пракса. Значи, по завршување на изборите за градоначалници и членови на советите на општините и градот Скопје, КСК сака уште еднашка да подсети избраните градоначалници, односно членови на советите, за почитување на начелата, обврските и забраните утврдени во Законот за спречување на корупција и судирот на интереси. Почитувањето на начелото на интегритет, односно врската при вршењето на функција, да внимаваат на евентуален судир на интереси, а при извршувањето на јавните овластувања и должности не смеат да се раководат од лични, семејни, верски, партиски и етнички интереси, ниту од притисоци и ветувања од претпоставениот или од друго лице. Понатаму, почитување на правилата за неспојивост на функцијата која ја вршат со други функции или дејности утврдени во Уставот и законите. Имено, функцијата председател на Република, председател на влада, министер, пратеник, член на совет, градоначалник, суди, јавен обвинител, јавен правобранител, народен правобранител и други функции кои ги избира или именува Собранието на Република Македонија, владата на Република Македонија или органите на локалната самоуправа се неспојливи една со друга. На службено лице вработено во локална самоуправа, односно во локална администрација, ако биде избрано за член на совет на општина, односно град Скопје, работниот однос му мирува согласно со закон со денот на верификацијата на мандатот на членот на советот. Во таа насока, а врз основа на постапувањето по предмети во изминатиот период, Државната комисија укажува на следното. Функцијата советник, иако се врши непрофесионално, е неспојлива со вршење на функцијата член на управен одбор, надзорен одбор или училишен одбор во јавни предпријатија или органи каде општината именува или назначува своји представници. Адвокатската дејност се става во мирување доколку адвокатот е избран за градоначалник или член на совет согласно Законот за адвокатура. Вршењето на должноста декан и продекан е неспојливо со вршењето на друга јавна функција, односно со неспојливо со вршење на функцијата градоначалник, член на совет, односно со Законот за високо образование. Понатаму, градоначалник кој што управува со трговско друштво или установа како собственик е должен пред да стапи на функција управувањето да му го довери на друго лице или тело, освен на членови на неговото семејство, за времето на вршењето на неговата функција. Кога во трговското друштво, односно установа, е образован орган на управување во кој градоначалникот ги врши управувачките права, пренесувањето на истите подразбира негова обврска да поднесе оставка на членството во органот на управување. Во рок од 30 дена од пренесувањето на управувачките права до Државната комисија е обврзан да достави податоци за лицето на кое се пренесени управувачките права и доказ за пренесувањето на истите. Лицето на кое се пренесени управувачките права се смета за лице со кое градоначалникот има приватен интерес, односно согласно членот 8 од нашиот закон. Градоначалник или член на совет на општина е должен во рок од 30 дена од денот на стапување функција до општината да ги пријави правните лица во негова собственост во кои има акции, удели или управувачка функција, а општината е должна овие податоци јавно да ги објави. Градоначалник или член на совет на општина не може да биде член на управен
или надзорен орган во трговско друштво, јавни предпријатија, агенции, фондови и сите други правни лица со доминантен државен капитал, освен ако со закон не е поинаку утврдено. Во вршењето на својата функција, јавните овластувања или должности, градоначалникот не може да постави деловни односи со правно лице кое е во негова собственост или собственост на член на неговото семејство или во кое тој или член на неговото семејство поседува акции или удели или кое го основал тој или член на неговото семејство или во кое одговорно лице е член на неговото семејство. Во спротивно, за склучениот договор се применуваат одредбите за ништовност на договорот од Законот за облигациони односи. Исто така не може да биде корисник на грант, заем, односно финансиска поддршка од единица на локална самоуправа, правно лице чиј основач или собственик бил или е градоначалник на совет или член на негово семејство, или во кое градоначалник или член на совет или член на негово семејство е одговорно лице или поседува удели или акции. Понатаму, градоначалник или член на совет не смее да врши влијание за вработување или унапредување на блиско лице во општината во кој е избран или во друг државен орган или јавно предпријатие, јавна установа или друго правно лице што располага со државен капитал. Градоначалник член на совет е должен да ја извести Државната комисија за секој избор, именување или вработување, унапредување на член на негово семејство во државен орган, во орган на локална самоуправа, во јавно предпријатие или во друго правно лице што располага со државен капитал во рок од 10 дена од денот на извршениот избор, именување или унапредување. Понатаму, градоначалник или член на совет не смее да врши незаконско влијание во постапка за јавна набавка. Истото се однесува и кога врз основа на јавен конкурс или лицитација се одлучува за давање одобренија, концесии, контингенти или дозволи за вршење на стопанска или друга профитна дејност. Понатаму, градоначалник или член на совет при вршење на јавните овластувања или должности не смее да прима подароци, освен во случаите во износ и на начин утврдени со Законот за користење и располагање со стварите во државна собственост и со стварите во општинска собственост. Градоначалник или член на совет при вршењето на јавните овластувања или должности не смее да склучува и договор за спонзорство во свое име. Градоначалник или член на совет во случај на постоење на сомневање за судирни интереси должен да побара мислење од Државната комисија за спречување на корупцијата. Исто така, градоначалник или член на совет, доколку учествува во расправа во која се одлучува за работи за кој тој или негово блиско лице има приватен интерес, должен е да го пријави постоењето на приватниот интерес и да се изземе пред расправата и одлучувањето, а најдоцна пред почетокот на одлучувањето. Прикривањето на постоењето приватен интерес од страна на градоначалник или член на совет представува повреда на должноста и основа за покренување на постапка за утврдување на одговорност и изрекување на мерки согласно со Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси. Градоначалник или член на совет кој учествува или одлучува во постапка за избор, именување или вработување или е вклучен како член на тело што ја спроведува таа постапка, должен е да ги преземе сите неопходни мерки за спречување на појавата на судирни интереси. Како градоначалник или член на совет, кога градоначалник или член на совет ќе дознае за околности што укажуваат на постоење на судирни интереси или за потенцијален судирни интереси, должен е веднаш да побара да биде иземен и да запре со своето постапување. Тој исто така може да биде иземен и по барање на заинтересирано лице кое е дознало за околности што укажуваат на постоење на судирни интереси или на потенцијален судир на интереси. Избраните градоначалници и членови на совет на општина, односно град Скопје, имаат обврска за поднесување на изјава за имотна состојба и судирни интереси најдоцна во рок од 30 дена од денот на изборот. Градоначалниците или членовите на совет на кои функцијата им престанала
исто така имаат обврска за поднесување на изјава за имотна состојба и судирни интереси најдоцна во рок од 30 дена од денот на престанувањето на функцијата. Градоначалниците или членовите на совет се должни во рок од 30 дена да го пријават секое зголемување на нивниот имот, односно имотот на членовите на нивното семејство во вредност што надвишува 20 просечни нето плати во претходниот 3-месечен период. Непочитувањето на сите горе наведени обврски и забрани од Законот за спречување на корупција и судирни интереси представуваат прекршок и за истите се изрекува одредена прекршечна санкција, односно јавна опомена. Покрај наведените обврски и забрани, избраните градоначалници или членови на совет на општина, односно на градот Скопје, при вршењето на својата функција треба да се придржуваат и да ги почитуваат и останатите одредби од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси. Сите претходно наведени обврски важат и за директори, ВД директори и членови на надзорни управни и училишни одбори кои ги избира или именува градоначалникот, односно општината. Ова соопштение ќе биде, како што споменав преска, ќе биде објавено и на нашата веб страна, така што како што се договоривме, мислам дека ќе биде и доставено и до општините, да би се со цел да им биде појасно и попрецизно објаснето, за да знаат и да не лутаат, да не си поставуваат, да не си ги поставуваат сами на себе овие прашања кои што се содржани во одредбите од нашиот закон. Добро, констатирам дека сите членови се присутни и дека имаме кворум и Катица може да продолжи понатаму со реферирање. Повелика. Благодарам, председателка. Денешниве предмети ќе бидат малку по неинтересни од вчерашните и ова се воглавно предмети кои што начинот на нивно постапување и одлучување го вршиме според упатството што го донесовме за рангирање на предмети и бодовите што ги доделуваме, али истите ќе влезат во процес на нивно постапување или ќе бидат отфрлени за тоа што не содржат елементи за наше надлежно постапување. Првиот пријава се евидентирана под број 1230. Пријавата е анонимна, доставено од анонимен подносител и има се на се три реченици со кое што се изразува сомнеж за еден судија од основен суд, кој што истовремено бил и член во некое здружение, граѓанско здружение, па подносителот се сомнева дека судијата ја користи својата позиција и не одлучува во спорови Што се случи? Интернетот нешто. Само ги кажа. Што и Кате се блокираш нешто. Не се стапи. Кад имаше прекин, па не слушнаме се. извинете. Повтори го тој дел. Како? Последната реченица, што последните две реченици. Значи, не се наводите се општин, тоа се негови мислења без да бидат наведени конкретни процеси или предмети за кои што би можело да се наведе сомнение дека судијата ја злоупотребил својата функција и одлучил пристрасно, да речем, за здруженијето. Предлагам пријавата да се отфрлила поради непостоење елементи за наше постапување. Добро. Предлогот на Кате го ставам на гласање. Кој е за? Може да. Констатирам дека предлогот е прифатен, а сега вака додека збореше, може би треба нашето упатство со критериумите за прифаќање или отфрлање на предметите и тоа да го ставиме на веб страна, да им биде на луѓето појасно, за да не даваат само предмети кои што нема да поминат преку тие критериуми. Секако, таа е транспарентна постапка, така што јавноста на кој принцип ние ги прифаќаме. Да, како се рангираат предметите. Да. Во ред, еве службите слушаат, секретарот е присутен, ќе го спроведе ова.
Број 12 14 33. Исто и ова е со мали, дори можете да видите на кој начин е и доставена пријавата. Значи, некогаш се обидуваме и да дешифрираме што е напишано, за да извлечеме нешто од нешто што држи вода, што би се рекло за наше постапкување. Очигледно пријавителот има мака, се сомнева за криминали за кои што ние сите сме сведоци, меѓутоа посочува некои приватни фирми дека се крадело, укажува на бизнисмени од одредена општина, но сето тоа без конкретни податоци, информации, нас ништо не ни вреди. Пријавата се отфрла. Да, пак уште еднашка ќе речам, упатството ќе им помогне да се ги канализираат податоците што ги знаат, Така. конкретни. Сигурно нешто има, меѓутоа не е кажано како што треба, анонимно. Не можеш од кај да собереш податоци. Ова дури не се ни институции не се наводите, не се однесуваат на службени лица, институции. И па да, тоа нас не е наведено во упатството посебно. Да. Океј. Ја ставаме на затврлање. Да. Значи, предлогот на Кате го ставаме на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Наредна пријава под број 12 14 0. Ова е, се сеќавате сите дека многу се работеше по представка од местна заедница во села Коњари, кои што има со ископот на песок. Беа доставени можда 3-4 пријави, меѓутоа сето тоа се проследи. Државниот инспекторат за животна средина успеа со своје инсистирање да ја одземе, да наложи Министерството за транспорт и врски да одземе лиценцата за ископ. Е направено така што ова одлука, оваа пријава се отфрла, бидејќи веќе ние имаме постапено и имаме донесено одлука која што е веќе објавена на нашата веб страна. Само ако може бројчето пак имаше прекин малку. 12 14 05. Добро, предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека е усвоен. 12 813. Ова е пријава, пријавителот е познат, се обидел да си ја каже својата мака, меѓутоа пријавата се однесува за кон одговорно лице на приватна фирма. Значи, што нас воопшто не ни е ни предмет, тој води постапка, судска постапка, се обратил и до нас, меѓутоа ние баш и не сме надлежни да постапуваме за се и се што. Се има надлежни судови, пријавата се отфрла, нема елементи за надлежно постапување. Кој е за предлогот на Ката? Констатирам дека е прифатен. 12 614. Пријавителот има забелешки на Законот за државјанство. Па поставува прашање на кој начин може се некој да добие државјанство. Он изгледа има мака во однос на сето тоа, па ни доставува пријава. Надеж дека ние нешто ќе можеме да му помогнеме. Меѓутоа, значи не се работи за лице кое што го применува законот или постапил нешто противно на законот. Он има директно дилеми со одредбите на Законот за државјанство. Значи тука немаме ниту елементи, ниту основ за постапување, пријавата се отфрла. Добро. Кој е за предлогот на Ката? Констатирам дека предлогот е прифатен. 12 1314. Ова е познат подносител. Искрено, со колешката што го работевме предметот, се измачивме да сватиме што сака подносителот да укаже, бидејќи не се работи за посочување на лице кое што постапило спротивно на законите на службено лице, него кажува за негови активности во однос на слушнати муабети, разговори од други, од трети, како се разочарал во одредени лица,
меѓутоа без елементи, без конкретни активности кои наведуваат на злоупотреба од страна на службено лице. Реков, наводите се конфузни податоци на база на слушнати разговори од трети лица. Пријавата се отфрла. Добро. Кој е за предлогот на Ката? Констатирам дека предлогот се усвоила. 12.929 незадоволство од донесена судска одлука. Подносителот најверојатно корисник на социјална помош укажува на тоа што од судот му бил издаден налог за извршување поради неплатени сметки, ред други работи, кои што активности се протегаат од 2019, 1900 и некоја 929 година, значи многу одамна, за сметки неплатени и така натаму. Меѓутоа, мислам дека ние не сме институција која што може да одлучи за овакви права. Пријавата се отфрла. Добро. Кој е за предлогот на Ката? Констатирам дека предлогот е прифатен. 12.993. Пријавителот се жали затоа што градоначалникот на една општина преку постапка најавен повик дозволил во единствениот парк во градот да се постави некој шанк, кој што шанк бил поставен пред неговиот кафич. Едноставно човекот има проблем со локацијата каде што е поставен шанкот, па смета дека градоначалникот направил злоупотреба на својата положба. Значи наводите не се прифаќаат, пријавата се отфрла. Добро, предлогот на Ката го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е прифатен. 12.1563. Оваа пријава па воопшто нема допирни точки ниту со службени лица, ниту со активности во јавниот сектор. Поднесителот се жали на условите во која што работи, во фирмата во која што работи. Стандардни услови, дека постои законито работење во однос на материјално водење на сметководствена евиденција во фирмата, значи тоа не е ни државна фирма, не е ни државна институција, него приватна фирма. ДКСК нема надлежност за постапување, пријавата да се отфрли. Предлогот на Ката го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е прифатен. 12.3270. Наводите се однесуваат на сомнежи дека претходен пратеник, значи пратеник од претходен мандат, извршил вработување, влиел за вработување на блиски лица. Значи факт е дека сме сведоци на вакви влијанија и состојби и се случуваат. Меѓутоа ние и по тековните наводи не можеме да постапиме бидејќи се е согласно законските процедури и постапки, но како и да е уште повеќе што пријавата се однесува за претходен пратеник. Немаме ние надлежност што да правиме со претходниот пратеник, пријавата се отфрла. Добро, проблемот со вработување е нагласен повеќе пати. Заложбите за кои што ние се стремиме, доколку се исполнат, ќе се надминат и за претходни, за сегашни, и за сите пратеници и воопшто. Така е. Сведоци сме дека се работи на многу закони кои што треба да сменат состојбите, па ќе видиме кој ќе биде ефектот. Да, во комбинација со променетата свест. Да гласаме. Ајде, кој е за предлогот на Ката? Констатирам дека предлогот е усвоен. 12.1617. Пријавата е од познат подносител и се жали на постапката за избор на стручни соработници, надворешни соработници, проценители во едно министерство
во рамки на некој проект за прекогранична соработка спроведено во 2021 година, на почетокот на оваа година, меѓутоа цениме дека бидејќи се работи за еден таков случај, тоа е лично незадоволство, нема некоја постапка за евиденција за ангажирање, за проценка на тие на такви лица, така што сметаме дека нема доволно елементи за можни злоупотреба на функција при изборот на овие лица, така што пријавата се отфрла. Добро, кој е за предлогот на Ката? Констатирам дека предлогот се прифаќа. 12, 41, 20. Пријавата се однесува за вработување во еден основен суд, дека лицето, вработените лица не ги исполниле потребните услови од огласот, дека е направено унапредување без при тоа да бидат запазени процедурите и постапките, меѓутоа активностите се случени пред 2019 година, така што се застарени сите постапувања во однос не на никој да сака да преземе активности во овој дел, така што немаме основ за постапување. Настаните се застарени. Предлагам пријавата да се отфрли. Добро, кој е за предлогот на Ката? Констатирам дека предлогот е усвоен. 12, 25, 64. Ова е пријава со сомнеже дека градоначалникот на една општина во проведена постапка набавка на резервни делови ја злоупотреба својата функција на начин што со склучениот договор овозможил дел од набавките на тие резервни делови да бидат со повисоки цени во однос на пазарните. Кога работевме предметот со колешката, ги видовме договорите, видовме вредноста на склучените договори, да кажам дека се работи за набавка до 5000 евра. Со тендерската документација се опатени некаде околу 200 ставки резервни делови за различни типови на возила, па редно е во една таква набавка, каде што има 200 резервни делови поединечни елементи, нешто да биде, барем 3-4 да бидат нешто поскапи од пазарната, меѓутоа знаеме дека вредноста на понудата се утврдува како единечна вредност на целата понуда на сите делови, а не секој дел сам за себе. Така што наводите не се потврдуваат, нема елементи за наше надлежно постапување, односно нема елементи за постоење на корупционни активности. Добро, предлогот за отфрлање на предметот поставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека се усвои. 12, 34, 37. Ова е исто така пријава со наводи за злоупотреба на функцијата директор на еден здравствен дом, исто така поврзано со набавка на некои реагенси. Сметаме дека нема елементи за постапување, бидејќи наводите не се целосни и докажливи. Само се сомневања. Да се отфрли. Добро, предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека е усвоен. До кај стигна беката? Има. Малку се, шо само 10 до 7. Има се. Да, има се. 12, 1873. Ова се сомневања за директор на една национална установа од областа на културата, дека вршел активности со цел некој бифе да биде во негова собственост. Мислам дека ова е веќе премногу и
како да кажам, лично пријавата е доставена, се осеќа загрозен пријавителот, така што сметам дека воопшто нема елементи за надлежно постапување да се отфрли пријавата. Добро, предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека е усвоен. Ово се малце содржински предмети. Пријава број 12-1522. Ова се работи, го отворивме опрен глас од медиуми за доделување договор за снимање со дрон на шумски површини во Скопската котлина за рана детекција на растителни болести од страна спроведена јавна набавка од страна на град Скопје, каде е ангажирана фирмата на партнерот на Министерката за образование и наука. Имаше доста реакции во јавноста зашто фирмата на незиниот партнер се претпоставуваше, се кажуваше дека има влијание во постапката или други работи. Ние се обративме до град Скопје за да добиеме целокупната документација во однос на изборот на оваа фирма. Ги добивме, постапката е спроведена согласно Законот за јавни набавки, објавена е, планирана е со годишниот план за јавни набавки, спроведени се сите постапки преку електронскиот систем за спроведување на јавните набавки. Се јавил само еден кандидат, односно фирмата Flycam се јавила, единствен подносител, склучен е договор, реализиран е договорот, се е во рамки на планираните средства за јавна набавка. Ние дори и се обидовме, пронајдовме дека оваа фирма и во 2016 година за истата намена има склучено договор со градот Скопје за истите цели, така што наводите во јавноста дека фирмата е избрана со влијание на Министерката не се потврдени, постапувањето по предметот се запира. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Пријава број 12-38-48. Ова е предмет по кој што исто така имаме добиено неколку пријави независни по кои што веќе и колегите имаме постапувано и имаме донесено одлуки. Се работи за именување на директори, ВД директори на 3 средни училишта во град Скопје. Колегата Нури го имаше доста елаборирано овој предмет за едно од тие училишта. Значи, што беше проблемот, дека неколку пати се именувани за ВД директори и покрај ВД директори не исполнуваат услов, бидејќи немаат доволно познавање на еден од странските јазици. Како и да не должам многу, тука беше ангажиран и државниот инспекторат, просветен инспекторат, и во делот на потврдување на познавање на странски јазик стварно има проблем кој што не може да се реши, дури ни просветниот инспекторат не се изјаснил дека е ненадлежен во однос на тоа да дава мислење дали поднесените докази за познавање странски јазик се валидни, бидејќи истите не се издадени од областен тестатор на странски јазици, па побарано е од Кембридж институцијата нивно мислење и така натаму. Значи, ова станува дефинитивно голем проблем кој што треба да биде решен во сега со измените на законите кои што се во тек. Но како и да е, пријавата, односно постапувањето ние по овој предмет го запираме, како што реков, дел е постапено, а поради фактот што во сите овие 3 средни градски училишта веќе е именуван нов директор. Ние и понатаму известуваме секогаш кога ВД директори се бираат повеќе пати и објаснуваме за изигрување едноставно на законот, на законската регулатива, меѓутоа се додека не ги дочекаме измените на законите, јас лично не сум убедена дека нешто ќе се промени во овој дел.
Ние преземавме се што беше во наша надлежност. Предлагам постапувањето на ДКСК по овој предмет да се запре. Може, бидејќи истото ни се Да. чуваше. Ние неколку пати се соочуваме со истиот проблем и Државниот просветен инспекторат се прогласува за ненадлежен, но ние мора да најдеме решение да го прогласиме за надлежен, бидејќи нема кој друг да биде надлежен. Ако сите така се прогласуват, тогаш ова прашање е тешко, а по мене не има два можни начини за решавање. Прва работа со меѓу државни договори треба да има таков регистар на тие тестатори, дали се членови на групата АЛТЕ, каде може да се гледаат дека се членови и да се прифати, или да се укине овој посебен услов за ваквите сертификати и да се најде начин, како што се укина за административните службеници и директорите, не е некоја голема разлика помеѓу овој испит. Значи, и испитот што го полагат директорите и тоа што го полагале административните службеници, да стане, да може да се положи и кај нас, бидејќи условите се создадени. И не можеме ние преку друго правно лице да побараме да ни помогне дали овој член или не е член на групацијата АЛТЕ тестатори, значи без логика. И ние мора уште еднаш ова работа треба да го решиме. А што се однесува, извини Кате, малку ако има простор бар да ја кршиме монотонијата од ваквите монотони пријави, баш воочив една работа. Прв градоначалник што испадна по овие избори беше овој од Штип. И сега направи споредба со претходниот што беше за неколку 6-7 месеци, бидејќи таму имаше предвремени или вонредни избори. Времени. Имаше избор на градоначалникот на министр. На пресконференција 22 март 2021 скочи тогашниот градоначалник и вели денеска решив да ги разрешам директорите на двата јавни предпријатија и ги разреши, а никако не посочува како и зошто ги разреши, бидејќи разрешувањето е уредено со закон. Доаѓа сега другиот, истото го прави. Ги разрешив, именував двајца блиски кадровски решења од својата партија или подржувачи и никакво образложение и плюс потенцира дека ќе бидат вака привремени како вршители на должноста за да ги дисциплинираме. Замислите сега во која ситуација се наоѓаме по скоро 3 години наша работа и поред законите на маса. И сега ние им го читаме законот, а ја велам дајде да направиме, извинете што го користам ова вака, може би и цинично, да направиме еден голем собир, свечено завршување на изборите со сите советници и градоначалници и да им кажеме да почитуваат закон. Желјотека стана. Од мандат на мандат, поред нас тука, ево, тој скочи јавно, ги разреши, бе јас, ќе ставам јас кого сакам. А треба да се знае зошто се тие разрешени. Како може и како таков градоначалник и такви градоначалници ќе раководат со институцијата на МО. Навистина ова е жалост. Благодарам што ме слушнавте. Ако може, благодарам. Значи, како да си ги читавме мислите со Нури, сакав, бидејќи овој предмет така не поттикна, а на почетокот председателката го прочита нашето сообщение, навистина моментот сега, откако ќе седнат на очињата градоначалниците, ќе го направат ова, и ова нема разговорно never ending story. Значи, никогаш не завршува приказната со ова менување на директорите и ставање ВД директори. И верувам дека од оваа седница медиумите ќе пренесат една порака.
Не е добро тоа. Ние не се мешаме во политиката. Не станува збор сега ние дека едноставно тоа што го рече и Нури. Почитувајте закони, почитувајте процедури. Повторно, сигурно, но ќе да речам ако има потреба за менување на директорите, а не само заради реваншизам или од тие побуди, само заради реваншизам. Не е тоа дошол 3 дена, кога го виде директорот дека работи лошо или добро. Значи, што може да се препознае? Значи, најлошата практика не запира, апсолутно не запира и тоа е вака Иритирачки. Фрустрирачки е, наистина е фрустрирачки и ќе ги држат веде директори и повторно веде. Ние можеме да направиме едно рипли да биде верували или не, колку има директори по 10 години што се како веде директори. Да. Секаде, дали на централно, дали на локално ниво. Така не се гради држава. Мислам, навистина е фрустрирачки. За сето тоа да биде Совче и Нури и сите мои почитувани колеги. Прво треба промена на мајндсетот. Се додека се мисли дека програмите што треба да се реализираат од страна на партијата што дошла на власт само со партиски кадри, нема почитување на закони. Така. Значи, додека не се стави простор на професионалци и на почитување на процедури, тешка работа. Ама извини, председателке, како може првиот ден од преземање на функцијата или вториот ден да може да констатира дека некој треба да се разреши? Тоа е проблемот. Затоа што можно е од една причина. Затоа што тој смета дека неговата програма ќе изреализира неговиот човек. Ама не сме да се случи бидејќи во законот е наброено кога може да се разреши еден директор. Поготово не е врзан мандатот на директор на јавно предпријатие со мандатот на градоначалникот. Бидејќи може да се случи да дава оставка, може да се случи да си оди. Значи не е врзан како градоначалник со секретарот. Значи не е. Треба да се констатира ако има пропусти по ревизорски извештај, било какви пропусти да се утврдуват, има постапка за разрешување или ако тој се повлекува, тогаш да. Другото се си оди преку јавен оглас. Така, се согласувам целосно и уште повеќе дека треба да има образложение за секое дадено разрешение. И сето тоа да биде транспарентно кажано. Па нека цени јавноста и понатаму. Добро, како идеја, одиме понатаму. Останат да гласаме или како беше? Да гласаме за предлогот. Значи, предлогот на Катица го ставам гласање, кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Предмет број 12. Ја сега ќе ве напуштам малку, одам, па Ајде, не е завршено, се враќам. Лесно. Ајде. 12.41.81. Ова е исто така предмет кој што беше многу актуелен во јавноста пред почетокот на оваа година. Имено се работи за оние 280 работувања во АД Пошти, кои што крена бука во јавноста дека се вработуваат партиски кадри или други работи. Ние постапивме нормално по собствена иницијатива, отворивме предмет, побаравме доволно докази, податоци од АД Пошта, се што треба да ни е потребно за да утврдиме фактичката состојба по наводите. Ги добивме сите потребни документи и она што беше видно од самите докази е следното. Дека овие вработувања биле предвидени уште во претходната година да се реализираат на крајот на 2020 година, меѓутоа, на крајот на 2019 година, меѓутоа, бидејќи се распишаа предвремените парламентарни избори, согласно изборниот законник, сите постапки се сатаваат во мирувања или други работи, во меѓувреме фати
короната се наметна други обврски, други потреби, други постапување на институциите, така што овој оглас е поништен, односно по него не е извршен избор. Меѓутоа, со оглед на фактот што бројот на вработени пошто-разнесувачи во АД пошти е многу мал во однос на потребните кои што се предвидени со самиот акт на систематизација, некаде околу 60% е пополнетост, меѓутоа евидентно е од податоците дека во 2020 година бројот се намалил во однос на претходната година и текако било нужно да се обезбедат доволен број на извршителе, пошто-разнесувачи, поради фактот што короната го наметна друг начин на комуникација и разнесување на пратки и поштенски услуги. Како и да е, со планот за вработување се предвидени 230 вработени, обезбедени се средства во финансискиот план на акционерското друштво. Сето тоа е јавно и транспарентно објавено во службени весници, во гласила, во 2 дневни весници, дека е формирана комисија, сето тоа е потврдено со одлуки и одобрено со одлуки на управниот одбор на АД пошта, така што наводите дека се вршат партиски вработувања пред избори, не се потврдуваат и предлагам постапувањето на комисијата да запре по овој предмет. Добро. Предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Предмет број 125047. Ова пријава ни ја доставија од анонимен подносител со наводи за директор на едно јавно предпријатие во една средна општина, дека избран е за директор без да исполнува потребните услови, односно дека е без потребно образование, дека во истата фирма член на председател на управен одбор исто така неговото назначување не е во ред, бидејќи под влијание на директорот, дека има наводите се однесуваат дека има незаконитости за постапки за вработување на други лица кои што биле блиски со директорот, дека нерегуларно биле доделувани деновите за годишен одмор, значи не им било давано користење на годишен одмор на вработените кога им било потребно, дека имало незаконитости во трошењето на парите во благајната од страна на фирмата и така некои слични наводи. Нормално ние пристапивме со должна почит кон сите овие наводи, бидејќи станува збор за постапување на службено лице и ги побаравме податоците, документите за изборот на директор, за именување на член на управен одбор, побаравме управниот одбор и надзорниот одбор на јавното предпријатие да извршат контрола, односно да наложат вршење на контрола над работењето на благајната, со цел да се утврди дали тие наводи се основани, да се испита доделувањето на користењето на годишните одмори на вработените и сите други наводи кои што беа пријавени. Како и да е, она што е евидентно од пристигнатата документација, дека наводите дека директорот нема соодветно образование и дека условот за познавање на странски јазик не го исполнува, не се потврдија, беа доставени докази за завршено високо образование и дека во рок од 1 година од неговото именување, согласно законот, измените на законот што беа за административни службеници и за јавни предпријатија, каде што беше предвидено одговорните лица колку немаат познавање на странски јазик, дека се должни во рок од 1 година
да достава таков доказ дека тоа е исполнето, доставил. Сега за валидноста не можеме да гарантираме, меѓутоа фактот дека има некој што му дал таков документ, тоа е работа. Понатаму дека имало незаконитости во постапката за назначување на лице на председател во управниот одбор не се потврдени, бидејќи има записници од гласањето, има валидност, има легитимност на донесената одлука и така натаму. Во однос на вработување од блиски лица, ние побаравме од Државен инспекторат за труд да изврши надзор, доставен е извештај каде што е констатирано дека нема наводите не се потврдени, постапката е во ред. Од надзорниот одбор исто така добивме известување дека е постапено по однос на работење на нашето барање за проверка на работењето на благајната и дека таму не се утврдени некои неправилности, така што на крај се сведува дека наводите не се потврдуваат од пријавата и за постапката на Државната комисија по овој предмет се запира. Добро. Кој е за предлогот на КАТ за запирање на постапката? Констатирам дека предлогот е усвоен. Пријава 12. Прашам сега дали остануваме на договорот што го имавме во 11 да се прави кратка пауза, па да продолжиме понатака, така? Може. Еден предмет и пауза. Да, може. Ова е пријава 1297. 1297. Пријавите, наводите беа по повод одржувањето на воредните избори во една општина. Зари не, ова беа дека за време на воредните парламентарни избори од страна на една политичка партија користени се простории на општината. Ние се обративме до самата општина и до партијата. Добивме известување од општината дека до неа не е пристигнато барање за изнемување, односно за користење на простории, ниту е дадена таква согласност. Изборниот законник јасно наведува во кои услови може да се користи простор на општината. Партијата исто така ни потврди дека во редот на просториите кои што се користени не се наоѓаат просториите на општината, така што предлагам постапувањето по овој предмет да запре, бидејќи наводите не се потврдени. Добро. Предлогот на КАТ го ставам на гласање. Кој е? Констатирам дека е усвоен. Сега ќе направиме пауза или? Да, сега ќе направиме пауза, па ќе продолжиме за 10 минути. Значи, Добро. 10. Ајде. Добро.
Билјана, Ешко, јас во секој момент може да дојде да ме земат, ќе се исклучам после, ќе утврдиш дека не добро, сум добро, нема проблем. Важно дека имаме Така да до тогаш ќе бидам вклучен, да не ја прекинеме Катица во. Добро. Океј. Ќе бидам брза. Океј. Рефлексија на бројки, сега тие бројки така ги анализираме. Тие не се драматични бројки. Иако сега Нури, Владо, тука сте? Нури у канцеларија беше. Не, сега не. ќе се вклучи Нури, пошто замина, најверојатно има некоја потреба сите. Добро, тука сме важно ние. Па добро, ти седница е сега, знаеш, тоа е колегиум. Имаме кворум, секако, меѓутоа, епак. Нури кажа дека сега се уклучува за 2 минути.
Што Нури е тука веќе, може да продолжиме? Ајде. Добро. Ајде, предмет број 12.1.6.8.9. Ова е прва од серијата пријави кои што се однесуваат на сомневања во делот на судската власт, односно на суди, и од ДКС да се изврши увид во... Само, извини, само ориентационо, до кај стигна? Ориентационо, колку имаш уште? Половина. Маш. 20 до сега, ова е 21. Да, уште 5-16 има, така да. Ќе завршиме за сад време, ја верам дека ќе завршиме. Ајде. Да, значи, пријавата се однесува незадоволство од спроведување на судска постапка и Државната комисија да изврши увид во одреден судски предмет. Само да кажам дека сите судови имаат одлучено, почнувајќи од основен суд па апелација и има донесено правосудна судска пресуда. Сметам дека нема ниту надлежност, ниту основ да навлегува во судските постапки, така што предлагам пријавата да се отфрли. Добро, предлогот на Кате го ставам на гласање. Датирам дека предлогот е усвоен. Предмет број 12.35.38. Исто незадоволство од спроведување на оставинска постапка по настаната смрт на родител во 2009 година. Сега, од 2009 година, ако не е направено секако што треба, значи пријавата се отфрла. Така сака нема надлежност за постапување. Добро. Предлогот е да се отфрли. Пријавата се отфрла. Така е. Кој е за предлогот на Катица? Констатирам дека предлогот е усвоен. 12.329, исто така пријавата овој пат не за судска постапка, него лица во одредена општина се сомнева дека за одредени лица е можен криминал, меѓутоа намерата е на пријавител да се пресече тој криминал без при тоа да се каже што е основот на тој криминал. Така што ради недоволни наводи, недоволни елементи во пријавата, предлагам пријавата да се отфрли. Добро, предлогот на Катица го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека е усвоен. 12.25.03. Пријавата се е доставена од адвокат, кој што се жали на постапките во однос на прифаќање на поднесоци во одреден суд, дека не е постапено како што треба и слични некои работи, бидејќи се работи за адвокат. Предлагам ние пријавата ова да отфрлиме, бидејќи нема што да постапуваме и да гледаме ние судот како врши. Има надлежен орган кој што треба тоа да го провери, така што пријавата се отфрла, меѓутоа да го доставиме на надлежно постапување до Министерство за правда. Добро. Зашто за правда? Они ги проверуваат. Комората, адвокатската комора. Адвокатска комора? Ако станува збор за непостапување на адвокатот. Не. Во судот, писарницата фактички. За писарницата? Да, за писарницата. Добро. Да, значи да се достави на надлежно постапување до Министерство за правда. Добро. Предлогот на Катица го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Само да известиме дека и Шемси се исклучи, најави дека ќе биде отсутен некое време. Да. Нека влезе у записникот дека имаме кворум со 5 члена. 12.54.23. Исто пријавата се однесува за сомневање при водење на судски спор. Нестручно сомневање, незадоволство од нестручно и несовесно работење против
судија во основен суд, како и да е, постапката е водена и пред вишите судови, пред апелација, има донесено правосилни судски одлуки. Само да видам кога беше спорот. Мора да е поодамна, бидејќи... Да, од поодамна е, но како и да е се работи за некој подарок, наследство некое, како и да е да се упати поднесителот на пријавата, пошто има дадено податоци, да се обрати пред списите да ги достави до судски совет, кој што има надлежност да постапува. Да, па тоа ние предметот пријавата ќе отфрлиме, меѓутоа да се упати подносителот да се обрати до судски совет. Добро, предлогот на Катица го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Исто, предмет број 12-44-59, исто така се однесува незадоволство и нестручно и несовесно работење по одреден предмет, значи против судија за настан кој што е случаен, односно праќајна незгода во 2005 година. Така што овде и има застареност, има судска пресуда и од виш суд, така што целокупната судска постапка е истерана онака како што треба пред сите судови, а сега ние што ќе правиме од 2005 наваму, не знам. Предлагам пријавата да се отфрли. Добро, предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Чекај малку. Добро, пак сме мнозинство. Манури се исклучи. Значи, предлогот е... Ќе го почекаме? Не знам. Рече дека ќе се врати? Не само приметив дека се исклучи. Добро, како и да е, ние сме четворица, значи имаме сепак. Па затоа реков да влезе записник дека се со 4 гласа. Исто и овие се, и следниве се без основ, фактички, за наше постапување. Ајде, Нори. Добро. 09 1779. Извини, Кате, се извинувам, беше советник за предметот, па малку се прекинав. Значи, добро, ние гласавме, кажавме со 4 гласа, ако треба може да прегласаме да биде со 5. Не, донегде слушав, но се согласувам принципиелно тоа што го слушав. Извинете за прекинот, некој списи на Добро, готово, нема проблем. Добро. Пријава доставено од познат подносител со наводи за постоење на судебни интереси на судија, моментално кој што е судија во Врховен суд, а предходно во Основен суд, бидејќи како судија во Основен суд постапувал по предмет кој што сега е во фаза на одлучување пред Врховен суд, а он веќе се наоѓа во Врховен суд и одлучува. А само да напоменам дека предходно е доставено барање за негово изземање од постапувањето. Не е најдено основ за негово изземање. Сето тоа е документирано со решение од председател на суд и наводите, значи, не се прифаќаат, немаме основ за постапување, сепак тоа си е во рамки на судовите да одлучуваат за изземање на судија од конкретни предмети. Пријавата да се отфрли. Добро, предлогот на Катица го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е прифатен. 09-44-12. Наводите се однесуваат дека еден градоначалник ја вработил својата сопруга во Центар за социјални работи, при тоа лицето било истовремено и член на управен одбор на здравствен дом. Ние ги побаравме сите документи со цел да видиме дали наводите се основани, постои злоупотреба на положба или други работи.
проверивме, значи се работи навистина за сопруга на градоначалник, меѓутоа она не е вработена во општинската администрација, туку во администрација на јавен здравствен дом. Значи, ние иако претпоставуваме дека има влијание, меѓутоа процесите на вработувањето се водат во самиот здравствен дом, одлучува директорот, избира комисијата, предлага, така што ние не можеме да потврдиме дека тука имало влијание од страна на градоначалникот при вработувањето. А тоа што е член на управен одбор не представува акумулација на функции, бидејќи вработените лица во администрацијата, во јавната администрација можат да бидат членови на надзорни и управни одбори во други јавни органи, институции. Од сето ова, наводите не се потврдени, постапката по пријавата се запира. Добро. Предлогот на Катица го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. 09-639. 09-639. Доставената пријава фактички не е пријава, туку е барање да се забрза одреден процес, судски процес пред вишото јавно обвинителство. Значи, никаква надлежност на ДКСК. Пријавата се отфрла. Добро, предлогот на Катица гласање. Констатирам дека е усвоен. 12-1853. Пријавата повторно не е пријава со наводи за сумња за непостапување или незаконско простапување на службени лица, туку е воопшто на процесот на вработување на раководни лица. Пријавителот изгледа е крајно разочаран од ситуацијата за која што сведочиме сите ние, како што вели на излегува на крај дека тој што е најкомпетентен е должен да обучува и го бараат среде ноќ да работи, додека оние што раководат, петорица раководители, по им немаат од областа што ја раководат. Крајно револтирачки од страна на пријавителот, но како и да е, значи, оваа пријава не содржи елементи за некое постапување против службено лице или против институција, него општа констатација која што не е добра позната на сите. Предлагам пријавата да се отфрли. Добро, предлогот го ставаме на гласање. Кој е за? Констатирам дека е усвоен. Мора да се објават тие критериумите за да можат луѓето убаво да си ги пишат. Да. Иначе овдека ова стварно секојдневие. Така. Но како и да е, јавната седница и посебно медиумите се уверуваат дека на вистина ние, знаете како не знае човек што е, дали тоа да го смета како доверба на јавноста, па за се што мислат дека е неправда или па се обраќаат до нас, или ние имајќи го проблемот на ова сега бројните вака, ќе излезе дека 90% од предметите што колешката ги реферираше се или не, немаат основ за надлежно постапување или повторно откако е преземено некое действие не се потврдуваат наводите. Значи добро е за јавност и медиумите да следат и кога условно ја ценат работата на комисијата, да се уверат дека навистина имаме огромен број на пријави кои што го одземаат времето, а не затоа треба да се канализира енергијата на граѓаните. Убаво е што достапат пријави, меѓутоа да се насочи некој збор плюс или некој документ плюс или некој документ плюс, ќе му даде тежина на предметот и ќе се најде своја завршница. Ајде продолжи. Добро, продолжуваме понатаму. 12-17-65. Исто, ова не е пријава, него едноставно повторно обраќање, бидејќи претходно доставената пријава не можеле да најдат доказ дека државната комисија постапила или превземала некои мерки, меѓутоа без при тоа да се каже анонимна е пријавата, а не се наведува зашто претходно пријавиле. Така што ова нема ни елементи за пријава. Се отфрла. Добро. Предлогот на Катица го ставаме на гласање. Кој е за? Констатирам дека се усвои. 12-1904.
Ова е пријава за другата голема област која што многу често добиваме пријави, но за жал не сме во моќ и надлежност да постапуваме, а тоа е за постапување на детални урбанистички планови. Сите кои што на некој начин има проблем со градење, доградување, надградување, навлегување во собствен имот и така натаму, се обраќаат до нас со надеж да ги приспитуваме постапките на кои што се донесени деталните урбанистички планови. За жал, многу пати е констатирано дека сите закони се донесени онака како што налага законот. Дури и Министерството за транспорт и врски како надлежен орган дава согласност за тоа без да проверат критериуми и ред други работи, уште повеќе што ова е доставено преку адвокат, некоја граѓанска иницијатива и истото е доставено до Министерот за транспорт и врски, до градоначалникот на општината, Советот на општината, Комисија за урбанизам при општина, сектор за урбанизам, Државен инспекторат, значи сите надлежни институции кои што имаат поголеми механизми за постапување од нас. Значи, овде не станува збор за коруптивно однесување на лицата вклучени во процесот на донесување на деталните урбанистички планови, туку самиот процес, самиот закон создава можности за такви постапувања. Немаме ДКСК, нема надлежност, пријавата се отфрла. Добро, што се однесува до корупцијска проверка на легислативата, тоа нас не е опфатено во делот за урбанизмот, да, преку проект, така што ќе го дадеме нашиот принос во подобрување на законската регулатива, така. Добро. Предлогот на Катица го ставам на гласање, кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. 2380, 2380. Доставената пријава се однесува на повреда на лично право. Смета носителот дека за периодот од 2013 до 2020 година извршено е неправилна пресметка на плата. Пријавата е доставена и до Државниот завод за ревизија, до Управа за финансиска полиција и до акционерското друштво каде што била вработена пријавителката, така што тука немаме воопшто наводи за постоење корупција или судени интереси, пријавата се отфрла. Добро. Предлогот за отфрлање го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека е прифатен. Пријава број 093777. Пријавата се однесува кон одредено лице кој што има член на управен одбор на АД за приредување на игри на среќа Државна лотарија на Македонија, но истовремено бил основач и на фирма која што приредува игри. Поседува електронски казина под франшиза на одредена лиценца, на одредени клуб. И наводите се дека постои судени интереси, бидејќи како член управен одбор на акционерското друштво и собственик на фирма со иста дејност, влијае на политиките кои што се креираат од страна на акционерското друштво во однос на приредување на игри на среќа. Значи, само да споменеме дека тука воопшто не станува збор на судени интереси. Лицето е член на управен одбор на акционерското друштво согласно закон, а акционерското друштво воопшто не е креатор на политики како се спроведуваат игрите на среќа, туку само тој приредувач на игри на среќа, акционерско друштво во собственост на државата. Креатор на политики, закони, мерки, правила е Министерството за финансии. Така што пријавата не содржи елементи со наводи за корупција, за судени интереси, пријавата се отфрла. Добро. Предлогот за отфрлање го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека е усвоен. Предмет број 092052. Ова морам да го кажам гласно, затоа што веќе многу пати експлоатирано во јавноста и од страна на комисијата.
пријавата поднесена од за нас многу добар подносител, а се однесува на пријава судени интереси за лицето Калина Старделова, добро позната докторка, директор, председател на Лекарска комора, и повторно се доставуваат пријави. Оваа пријава се отфрла затоа што ние по истата состојба, по истите наводи, од истото лице, за истото, против истото лице имаме веќе донесено одлука на 50-та седница, така што пријавата се отфрла поради ресјудиката. Добро. Предлогот за отфрлање го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека се прифаќа. Значи, еве уште една причина да спомнеме каде одат нашите препораки и кои ги почитуваат. Значи, ние сме констатирале дека постои судирни интереси, меѓутоа тоа некој треба да го испочитува, така што. Така, предмет број 0932. Ова е поднесена пријава, вели подносители кандидати за полагање на приемен испит за генерација 8 за судии и јавни обвинители. Ова пријава беше поднесена во периодот кога испадна, да речем, аферата со изборот на кандидати за јавни обвинители, дека имало кандидати кои што се поврзуваат како блиски лица, ќерки, синови на познати функционери. И пријавата се однесува дека постојат судирни интереси и ред други работи, меѓутоа само ќе напоменам дека во однос на софтверот кој што се користи во Академијата за суди и јавни обвинители во делот на полагањето на испити, веќе јавното обвинителство води постапка за проверка на софтверското решение, дали истото овозможува влијанија, некои, ајде да не речам, позадински интервенции кои што можат да ги фаворизираат одредени кандидати или не. Така што ние тука пријавата ја отфрламе, бидејќи јавното обвинителство постапува по овој проблем. Добро. Предлогот за отфрлање на пријавата го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека е усвоен. Пријава број 09-894. Ова е пријава која што добивме за време на избори, дека со наводи дека градоначалник на една општина влиел и вработил блиски лица, а блиските лица се поведуваат поради тоа што биле фотографирани на иста фотографија. Дека се вработени во јавна градинка, во детска градинка во општината, роднина, директорката ги злоупотребила својата службена положби и овластувања и го вработила блиското лице. Искрено имав дилеми дали да постапуваме по оваа пријава и да бараме документи, меѓутоа од искуството што го имаме со слични вакви наводи и исти предмети, каде што е констатирано вработување, на крајот на краиштата не потврдуваме дека лицето е во блиски роднински врски, а уште повеќе што самата постапка за вработување е по сите процедури кои што се предвидени со законите. Само губиме време, а ефекти немаме никакви. Затоа предлагам пријавата да отфрлиме со тоа што ќе потенцираме дека се уште се случуваат вакви процеси, вакви вработувања, меѓутоа да инсистираме процесите на носење на закони кои што се однесуваат на вработувањата да бидат донесени што поскоро и да бидат вградени поквалитетни механизми со кои што ќе се уреди начинот на вработување во било која институција. Добро, предлогот на Катица го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека е усвоен. Кате се намали или колку се? Има уште 6, мислам дека се. Ајде. Ова е предмет пријава број 09-2036. Наводите во пријавата се однесуваат на сомнежи дека
претходен министер на едно министерство преку постапка за јавна набавка склучил договори со фирми заради сервисирање на возилата на министерството. Ние со колешката ги погледнавме документите, го проверивме документите од јавната набавка. Констатиравме дека елементите во пријавата се селективни, се однесуваат само на дел од избраните фирми, бидејќи се работи за едно големо министерство со голем број на возила, со различни видови на возила, дека е склучена пред се дека постапката е водена како рамковна постапка. Склучена е рамка на договори со повеќе фирми во зависност од видот на возилата за кои што се однесува. Рамковната спогодба сама по себе не е договор, него понатаму оди постапка со прибирање на понуди од неколку добавувачи кои што поднеле понуди за конкретни видови на возила и така натаму. Не најдовме уште повеќе што министерот не води постапката, нели? Комисијата за јавни набавки го води сето тоа преку електронскиот систем на Бирото за јавни набавки, така што сметаме дека наводите се неосновани и пријавата да се отфрли. Добро. Предлогот на Катица за на пријавата го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. 12.4235. Пријавата е од незадоволен граѓанин за едно јавно предпријатие, имено и покрај тоа што го известил јавното предпријатие за намалена површина што ја користи како дворно место, сепак сметките за испорачана вода и отстранување на смет му идат на поголема површина, смета дека е оштетен. Не знам дали да коментирам, дали имаме ние надлежност да постапуваме во овие вакви случаи, но како и да е, пријавата се отфрла. Добро. Предлогот за отфрлање на пријавата го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека пријавата е отфрлена. Уште 4. 12.45.51. Пријавата е доставена со наводи за криминал, како што вели подносителот во Македонски железници, имено се обраќа за состојби од 1994 година, кога е започнато градење на железничката пруга спрема Бугарија, па натаму укажува на ефектите, зошто не е направена, колку е потрошено, кој учествувал во таквите одлучувања и ред други работи. Исто така кон една санација на мост, кој што поради одредени ископи на речното корито пропадна, имаше проблеми со тој мост, долго време не се обраќаат преку тој мост, па се градеше нов и ред други работи. Господинот укажува на финансиски можни злоупотреби, бидејќи било потрошено повеќе, како што наведува, повеќе бетон во однос на потребното, а сега дали е он толку експерт да цени колку треба да се потроши, а колку е потрошено, далеку од наша проценка, како и да, бидејќи се работи за настани кои што се случиле пред повеќе од 10 години, сметам дека дори не постои било која институција која што може да покрене вакви иницијативи, да оцени има или нема. И на крајот казната која ќе се спореди во кривичниот закон колку следи казната за делото, значи не да има апсолутна застареност, овде има преапсолутна застареност. Така што предлагам пријавата да се отфрли. Па тоа е можноста да застаруваат првин делата. Прво зашто застарува, а второ и што не се казнува, си го прави своето. Океј. Дали воопшто некаква постапка покрената? Како? Дали воопшто нешто било покренато на времето? Знаеме, ова се негови да, ова е доставено до нас. Ова е како Јас зборам генерално, зашто се дозволува одредени дела да застаруваат во судството, така?
поднесуваат луѓе, зошто толку застаруваат? Второ, зошто нема казнивост? Сето тоа е Така. компилација. Добро. Добро. Предлогот на Катица го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. 12-2308. Пријавата се однесува за лице кое што своевремено во периодот од 2010 до 2016 бил директор на економски институт и во исто време ко службено лице остварувала приходи од други извори. Извини, во кој период? 2010-2016. Затоа го напоменав прво периодот. Значи, кое постапување е надвор од законските рокови. Така што пријавата се отврла. Добро. Предлогот на Катица за отворање на пријавата го ставам на гласање. Кој е за? Владо, зашто си? Добро. Констатирам дека е прифат. 09646. Ова е пријава која што, ако се сеќавате, пред една година имаше обид да се формира независен синдикат при УКИ. Ама не се формира. Да, не се формира. Просветниот инспекторат, мислам дека се заврши, инспекторат, се извинувам, се заврши својата работа, беше укажано и постапката запре. Така што пријавата се отфрла. Добро. Предлогот за отворање на пријавата го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека е усвоен. И оваа последна пријава 12-26-25. Ова е мноштвото пријави кои што отворивме предмети, меѓутоа сите за епилог имаат непотврденост на наводи. Ова се однесува на продажбата на општинско земјиште во Струмица, она земјиште што е во стари касарни, како што беше наведено, дека било продадено на лице блиско поврзано со фамилијата на премиерот. Како и да е, ние ги побаравме документите, иако ова е доста стара, мислам, активноста која што се одбивала одамна. Ги побаравме документите, на кој начин е извршено оттуѓувањето. Значи, сето тоа е извршено согласно законот за продажба на земјиште, кои што го вршат општините. Не утврдивме некои неправилности, дури уште повеќе што е постигната цена која е далеку од почетната понудена, и така што сметам дека наводите се неосновани, нема елементи за натамошно постапување, предмет постапувањето да се запре. Добро. Предлогот на Катица го ставам на гласање. Констатирам дека е прифатен. Ви благодарам многу на сеговте во пресад, бидејќи подолго време ќе бидам одсутна. И благодарам на јавноста за трпението. Ајде, Кате, ти благодариме и тебе, побрзо да помине се и да ни се вратиш, да времето вака да трепне. Да. Пред да продолжиме ние со колегиум, ќе на медиумите доколку имаат да постават некој прашање за нас, поврзано со темата днешна. Ако немаат, тогаш да се исклучат, а ние да продолжиме на кратко со нашиот колегиум. Значи сега медиуми, дали имате прашање? Добро. Ако има прашање, тогаш ќе ги замолиме медиумите да се исклучат или